Комисијата за заразни болести во среда ќе расправа за состојбата со мајмунските сипаници во светот и можноста за евентуално пренесување кај нас и подготвеноста на системот да се справи со евентуалната епидемија или пандемија која би се појавила во светот и кај нас. Во меѓувреме епидемиолозите смируваат, ова вирусно заболување за разлика од ковидот потешко се шири помеѓу луѓето. Еве зошто. Ова се шири многу поспоро. Значи се шири од животно на човек и од човек на човек со близок, многу близок контакт. Но мора да дојде до некаква слузна, мора да дојде до некакво гризење, секрети. Веројатно тука и сексуален контакт кај што има исто така секрети. Со големи капки, не со аеросоли. Значи треба сепак на 15 сантима, максимум пола метра да бидат заедно луѓето. Во иста соба, ако е мала, долго време што живеат, во ист кревет. До сега во Европа се регистрирани 100 случаи на заразени со мајмунски сипаници. Повеќето од нив се во Велика Британија.